Почитувани, добро вечер. Поздрав од Центарот на Скопје, поточно од седиштето на Европската комисија, од инфоцентарот на делегацијата, каде што ова декемвриско попладне карванот низ Македонија го заокружува своето патешествие низ Македонија. Во изминатите 7 месеци тргнавме во мај од ова исто место, ги посетивме повеќе од 30 општини, бевме во сите поголеми градови и места во земјава, пропатувавме илјадници километри. Во секое место ги промовиравме европските вредности и дебатиравме за европските перспективи. Си поставивме цел да им ја доближиме на македонските граѓани Европската Унија и обратно, на македонските граѓани да им ги приближиме европските вредности. Според реакциите на гледачите, можеме да бидеме задоволни. Во финалето на оваа турнеја, во последната епизода од првата сезона на Карванот, учесници се Зорица Црношија, ТВ лице. Здраво. Милчо Узунов, бизнисмен, и Рубенс Муратовски, актер. Дами и господа, добре дојдовте на подиумот на Карванот низ Македонија. Колку во ова за католиците божикно декемвриско попладне можеме да се чувствуваме европски во нашето Скопје? Зорица, повели. Па не знам, немам проблем со тоа да се чувствувам европски, се чувствувам коректно на овој католички божик. Не знам што би додала. Не се чувствувам локално, баш се чувствувам европски. И во оваа атмосфера, во ова обкружување, да. Мичо, дали за тоа придонесува, можеби, тоа што градот е накитен во предновогодишни украси и бои, или и без тоа Скопје е веќе европско место за живење? Прен добро вечер на сите гледачи на Македонската радио телевизија, на првиот програмски сервис. Па мислам дека еве Скопје веќе како една, да кажам, европска метропола што се обидува да зачекори во друштвото со сите европски метрополи. Се чувствува веќе таа атмосфера, како што кажавте и вие, самиот украсување на градот и она атмосфера меѓу граѓаните што се чувствува, допринесува сите да се чувствуваме баш празнично и расположено. Рубенс, дали го делиш впечатокот на Зорица и Милчо? Добра вечер. Јас учев географија, петка имав, во Европа сме и европски се чувствувам. Одлично. Почитувани гледачи, да видиме дали истиот впечаток на Зорица, Милчо и Рубенс го делат и жителите на општина Центар, епицентарот на главниот град на македонската метропола. Колку општина Центар наликува на европските општини? Па мислам дека највеќе наликува општина Центар на европските метрополи, да кажем. Па не многу. Па веќе наликува, јас мислам. Па јас мислам наликува, да, чисто и да. Да, и целиот град. Па наликува доволно. Ми личи на метропола како во Германија. Што и недостасува на општина Центар за да биде како европските општини? Па како, многу работи недостасува. Пример, тие какви такви некои продавници улични, ако будки мислам, тога тие ги снемат. Го напредна трупа. На Центар може би паркинци. Викаат дека без пари ќе бият, а сега секое влегување со пари. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на Европската Унија? Па се надеваме на подобар живот, подобар животен стандард, подобри услови за живење. Све најубаво. Па повеќе да дојдат европски институции, со тоа ќе заживее издавањето на станови, не знам, потрошувачката ќе биде поголема, ќе има некој бенефит, сигурно. Тоа добар мислам. Па искрено да ви кажам, не очекувам некој кој знае какво подобрување. Подобро со секој случај би било. И слушнавме размислите на нашите сограѓани. Минути за учесниците во вечерашниот ТВ Карван. За Зорица Црношија не треба посебно представување, некогашно ТВ лице, повремен колумнист, во секој случај хроничар на случувањата во Македонија. Дали Македонија и треба повеќе на Европската Унија или на Европската Унија и треба повеќе Македонија? Па мислам дека Европската Унија е една таква компилација од народи и вредности,
Мислам дека повеќе Македонија и треба на Европската Унија. Ние сме уникатни по тоа какви сме. Ќе ја зачиниме таа атмосфера со нашиот менталитет и она што ние можеме да го придонесеме. Мислам дека и требаме. Без разлика, да речем, кој што би помислил какви се нашите бенефити од тоа друштво, во секој случај мислам дека е обратно, дека ние и требаме на Европската Унија. Како зачин. Да. Најмногу како зачин. Милчо Узунов, бизнисмен, 3D продукција, многу серии, настани, случувања снимени со камерите и репортажните возила на 3D. Колку се европски нештата во продукцијската дејност во Македонија? Па, продукцијската дејност како таква може да се гледа од многу различни аспекти. Значи, збориме за продукција, значи на телевизиска продукција, театарска продукција, филмска продукција и така натаму. Тука влегуваат, значи, повеќе категории, меѓутоа сепак можам да кажам дека последната деценија Македонија стварно бележи еден напредок во оваа сфера. Значи, имаме прогрес во сите овие делови, неколку што јас ги напоменав, и би сакал да кажам дека тоа веќе се чувствува во, значи, тие институции и медиуми, значи на телевизијата, во филмовите, во театрите исто може да се види тоа, и сакам да кажам дека со ова темпо кое што сега се движат работите, Македонија стварно многу брзо се приближува кон европските стандарди и воопшто нормативи за во погледот на продукцијата, гледано во сите овие сфери. Рубен Смуратовски, актер, познат од многу представи, телевизиски серии, филмови, во последно време ангажирани како уметнички директор на Драмскиот театар. Ако се направи паралела меѓу македонското глумиште и европското, разликата е во нијанси или малку поголема? Па, не мислам дека воопшто сме хендикепирани во тој однос некако. Ова поднебје со векови назад има бескраен талент за уметност, за театар посебно, и единственото нешто кое што јас би го променил е да се отворат границите, да почнеме повеќе да шетаме, да ни се зголеми пазарот. Секако за сето тоа требаат финансиски средства и пари, но не мислам дека сме воопшто полоши од останатите. Да не бидам безобразен како Зорица кога ја смени работата, дали тие нас можат да ни парираат. Нема дотаму секако да одам. Убаво е кога се слушаат убави зборови, но може би треба да бидеме малку и самокритични, или не знам. Вие ќе кажете, дозата ќе одредите вие како учесници во емисијата. Зорица, кои европски вредности вам ви оставаат најголем впечаток? Па, јас работам во приватниот сектор веќе долги години и можам да кажам вака дека во однос на тоа приватно и професионално како живеам во прилично многу мал микросвет. Значи, многу малку комуницирам со државата, локалната заедница, градот и така. Она што ми остава впечаток, сакам да кажам, многу малку имам дајминати со институции, со некои други нешта и структури кои што може би ќе го расипат филмот за убава европска Македонија. Не, него кои што би ми дале повеќе информации за тоа како стоиме. Но во однос на прашањето беше кои европски вредности? Кои вредности така ме импресионираат. Мислам дека тоа не се европски вредности, тоа се универзални вредности, и во тој поглед највеќе ме импресионира етиката, значи како работна, човечка, тоа едно ниво на почитување меѓусебно и емпатија кон туѓиот живот, сочувство кон туѓите проблеми, кон туѓите сфери, кон ете така. Значи едно разбирање, не знам како да кажам. Во секој случај би се надоврзал и на почетокот од одговорот, ако и фреквенцијата, движењето е ограничено, тогаш навистина многу малку ќе можеме да видиме од оној неевропски лик на Македонија. Во центарот е прилично чисто, во голем број фирми, па дури и во државни институции, дури и во здравствени институции државни, веќе работите се менуваат на подобро, се европеизира впечатокот, но постои и она друго лице за кое се надевам ќе го допреме, ќе стане збор во емисијата. Какво е вашето искуство, Узунов, со Милчо во соработката со Европската Унија? Па, во текот на овие 20 години, колку што бележи, значи, 3D проект студио од неговото основање, имало доста можности да соработува со повеќе европски субјекти, значи зборуваме и правни и приватни, значи, лица.
и бележи доста позитивен впечаток. Европската унија мислам дека сегогаш е расположена за соработка со земји од овој регион, особено на оние земји кои што се во фаза на развој и кои што се стремат да стигнат кон Европската унија. И тоа би го кажал дека треба да го почувствуваат сите, правни субјекти и приватни лица кои што сакаат да имаат некој прогрес во своето занимање додат напред и да не го гледаат Западот како некоја врата која што не може никој пат да им се отвори, баш напротив, таа е сегогаш отворена за граѓаните, особено од Македонија и како што кажав, оние земји што се стремат да влезат во Европската унија. Така да еден како генерален заклучок може да кажам дека моето искуство и искуството на мојата компанија е позитивно во тој поглед. Голем број бизнисмени, учесници во досегашните EU карван из Македонија се пожалија дека се комплицирани и бавни процедурите за финансиска соработка со Европската унија, но ќе може да го споделите искуството на 3D во понатамошниот текот од разговорот. Би сакал, Рубенс, да го прашам, имаме ли европска сцена во Македонија? Можат ли македонските актери да пленат и европската публика, се отвораат нови театри, Скопје, Велес? Во тој поглед напредуваме, но нешто како да недостига. Што е тоа? Скоро драмскиот театар беше кога беше септември, ако не се лажам, на 2 фестивали во Црнагора, во Подгорица и бевме и во Виена. Од Подгорица, каде што беше фестивал со награди, дојдовме со 2 награди. Во Виена бевме и луѓето, публиката која што излегуваше беше преполна на вистина, плачеа и се смееа во истиот момент. Ниту еднаш до тогаш таа представа во Македонија немала такви чувства од публиката. Убеден сум, навистина сум убеден дека барем за театарските продукти, наши македонски, можат да конкурираат на било кој пазар. Единственото нешто, ќе повторно се вратам на почетокот, е што повеќе да излеземе надвор, да не видат оти. Ако не видат, тогаш сме некаква секта која што работи некаква работа тука и неколку луѓе ќе ја видат. Мора да излеземе надвор. На крајот на криштата да си измериме силата со било кој, да научиме нешто, затоа што убеден сум дека и ние имаме нешто да им дадеме, затоа што кога зборуваме за Европа, без да бидам погрешно сватен, има 2 слики за Европа. Едната е онаа која што ни ја представуваат или нашата идеализирана слика за Европа и вистинската Европа која што не е баш таква. Лесно ли се отвараат вратите надвор на европската сцена? Има една многу интересна анекдота. Што е македонска амбициозност? Што е моје ке си дојде? Треба малку повеќе амбициозни да бидеме. Повеќе да тропаме на вратите и верувам дека ако веќе мораме да се критикуваме, а мораме навистина да се критикуваме, тоа е големата наша мана. Чекаме нешто да ни дојде така. Наше и тоа мора да дојде. Мора да тропаме на вратите. Мора да побараме, да не видат. Поголемите оптимисти меѓу нас можеби чекаат повеќе да ни дојде. Повеќе е наше, па повеќе ќе ни дојде. Мојот колега Миле Ристевски направи портрет на општина Центар, односно на епицентарот на главниот град и направи паралела меѓу некогашно предземјотресно Скопје и денешно модерно Скопје. Како изгледа, да го видиме тоа. Срцето на Скопје или општина Центар, онака како што доликува на европска метропола, раздвижен, забрзан и во подем. Центарот на метрополата го добива својот лик, каде странецот со воодушевување го гледа новото изградено. Токму овие споменици станаа магнет за странскиот турист, пленат со својата грандиозност. Разговарав за Центар со соговорници од различни генерации. И за двајцата Центарот е инспирација, но и гордост, каде може да ги прошетаат пријателите од надвор, кога ќе им дојдат на гости. Толку малку е градена овие години, уназад, не само можда 20-30 години. Сега толку многу се гради, меѓутоа толку многу треба да се изгради за да ние го добиеме вистинскиот лик. Претпоставувам дека во главите на цртежите на некои луѓе постои некаква перспектива, нешто што треба да се изгради, да биде Скопје тоа што треба да биде. Административните објекти си добија своји згради, овие кај што не се под кирија, него се собственици на тој простор и ќе за 10 на 20 години тоа ќе се исплати. Значи домаќински, ако се гледа,
сите тие што добија свој простор е окей. Општина Центар, поради својата местоположба и значење, секојдневно има поилјадници, гости и туристи. Општината е всушност седиште на најголемиот број установи кои имаат административен, политички, образовен, културен и трговски карактер, како и стамбен дел. Тука се наоѓаат Собранието на Република Македонија, владата, повеќето министерства, Македонскиот народен театар, музеи. Прераснува во европска метропола. Веќе почнува да ги зазема сите оние клучни недостатоци кои што во минатото ги имавме како град. Да речеме, во моето мало, конкретно во центарот, немаше убаво осветлување. Се е тоа реновирано, поплочувано, некои инфраструктурни новитети се случуваат, санирање на некои стари клучни проблеми, од водовод, канализација, од нови патишта, од некои елементарни, основни, фундаментални фактори кои што треба да ги има еден центар на град. Дебар Маало, Маџар Маало, Еврејското, Ново Маало се дел од историјата на Центар. Овде на оваа улица дебармаалци традиционално на првото новогодишно утро ќе го завртат торото, како повод да се видат. Овде се лоцирани голем број кафеани кои имаат секоја своја приказна за центарци и скопјани. Боемите ја добија и својата улица. Веќе ги нема мушмулите и дуњите во дворовите, а и фанта не се игра на улица. Од друга страна пак, речиси со сигурност на Ново Маало само името му е ново и му треба сериозна ревитализација. Сега е само сведоштво за некои минати времења. Во центарот на Скопје живеат над 45.000 лица. Центар се гради, се надградува, но сепак во неговите мала останата е она стара соседска дружба. Тоа што е интересно за Центар, иако во него се сместени најголемиот број од институциите, сепак е најгусто населена општина во Република Македонија, односно на 1 километар квадратен живеат над 5500 жители. Може да е почист центар, констатира Мојсовски. Тавитјан пак вели, паркингот е проблем. Но и за двајцата, центарот и Скопје се вечна инспирација со сите предизвици и нелогичности што ги носи новото време. Мислам дека овие луѓе сега што доаѓаат во овие култни кафеани, им е поважно да го паркираат возилото со 100-200 коње и да знаат дека унатре е Миле Ристевски што го вози во Порше и дека они у таа кафана, нели, тој не е боем. Тоа е човек кој што сака да излезе и сака. Тоа е одликата на ова време. Скопје и денеска и тогаш си има еден свој идентитет, можеби не ист како што бил порано, многумина не го сакат новото Скопје, како ова решено со новите изданија сето тоа. Ја лично ми се допага, затоа што ја свакам на искрената намера да се европеизира изгледот на градот. И ја, например, би поддржал уште градби такви да се случат. И добро е, се надградува, има европски шмек, недвосмислено. Можеме да го споредуваме со европските метрополи, но и не мора, уникат. Но треба многумина да знаат дека има доста културни луѓе што ќе поменат пред камера, али се тоа дел од центарот. На соговорниците на Миле Ристевски им пречи ѓубрето по улиците и паркираните возила. Зорица, зошто не успеваме да се справиме со тие мали аномалии кои многу значат? Не бива како луѓе или институциите недоволно чистат? Луѓе во многу валкаат или надлежните не одат под нас да соберат се што ќе фрлиме на улица? Па немам впечаток дека Скопје е премногу прљаво, валкано. Порано можеби беше повалкано. Пред некој ден гледав, живеам во Капиште, значи централно градско подрачје, да речем. Гледав низ прозори, сватив дека од 9 сабајле натака, сите контейнери се празни, нема ниту едно бело ливче на паркинг, нити на зоната за пешаци, нити во паркот. Некако е возможно, ете, гледам дека е малце повалкан градот навечер, можеби заради фреквенцијата и така, навечер кипат, да. Ама сите сме такви какви што сме, значи ќе качиме дома од супермаркет 3 кеси, ќе симнеме 5. Веројатно системот за преработка, рециклирање, можеби во тој дел треба да се подобрува. Нели, таа структура треба да се подобрува, не знам, подземни контейнери или што се има да рециклираме, да се научиме како да се справуваме со отпадот. Во секој случај не мислам дека
се институциите криви или дека недоволно работат. Предпоставувам дека се тоа мали сегменти кои што треба да се решат. А за проблемот со паркирање, за да го избегнеш, одиш на работа со велосипед? Немаме проблем, значи, со паркирање. Да, јас не знам зошто луѓето сметаат дека има проблем во паркирање. Во сите големи градови, дури во централното градско подрачје, нема возила. Значи, во Милано не се оди со возила во првиот круг. Како го... Така е. Имаат проблем велосипедистите со паркираните возила, не можат да поминат. Имаат и мајките со деца со колички. Се согласувам, ама не мислам дека баш во центарот има проблем со паркирање. Има толку многу катни гаражи, скапо е, да, ама ако сакате да одите во центар, ќе платите. Значи не можам да разберам дека треба во тоалетот да паркираме за да ни биде угодно, удобно и Да, можеме да попешачиме малку. Да. Рубенс, во културата, што ви недостига како актери, како струка? Мене ми недостигаат, да речем, уште едно 10 театарски институции, 10 театри. Затоа што квантитетот секогаш носи квалитет. Што повеќе театарски куќи, што повеќе серии да се снимаат, што повеќе филмови да се снимаат, ќе значи дека еден ден ќе бидеме навистина добри во тоа што го работиме. Што повеќе театарски куќи, тоа повеќе публика која што ќе сака да доаѓа таму. Напротив, не мислам дека ќе се расцепка оваа публика која што е, туку едноставно ќе земе замав. Точно така, ќе сака да оди в театар. Имаме представник на една врвна продукција, Милчо Узунов. Милчо, актерите имаат потреба од повеќе серии, филмови. Зошто не снимате вие продукциите? Па, тоа е дискутабилно прашање, може да се гледа од повеќе агли. Меѓутоа, сепак мислам дека во последниве неколку години веќе заживува, значи почнува да работи таа продукцијска машина, да кажам, глобално гледано во Македонија. Веќе се снимаат, сведоци сме на повеќе филмски изданија кои што стварно имаат врвен квалитет. Исто телевизиски серии веќе почнуваат да се снимаат, значи се враќа продукцијата повторно во екот на на телевизиската содржина и филмската содржина за граѓаните и се надевам дека глумците во скоро време ќе имаат уште повеќе работа, зашто ќе треба да учествуваат нели во тие продукции. Впрочем, продукцијата ја помага и Европската унија преку специјални фондови, дел од оние фондови кои ни се ставени на располагање во оваа фаза од интеграцијата на земјата. Лесно ли се добива финансиска помош од Европската унија? Какво е искуството на 3D? Па, не може да се каже дали е лесно или тешко, се има одредени правила кои што треба да се запазат, значи треба да се аплицира, значи благовремено, да се приложи добар проект кој што ќе биде нели во интереси на граѓаните и на Европската унија, да се запазат сите оние норми и правила кои што ги бара, значи Европската канцеларија и по сето тоа не може да се дојде до заклучок дека тоа е тешко или дека не може да се добие, него потребно е само да се направи квалитетен проект и да се аплицира на време со сите барања кои што се поставени од страна на Европската канцеларија. Зорица, членството во Европската унија подразбира примена на одредени стандарди и почитување на одредени вредности. Каде како општество, како граѓани, како институции стоиме подобро, каде полошо? Имаме ли капацитет за тие европски вредности да ги живееме и да ги спроведуваме европските стандарди? Па јас не знам дали сум релевантен човек да одговори на ова прашање. Ти кажам дека живеам во прилично затворен круг. Не комуницирам со многу институции, не знам како е во сите сфери, иако, да бидам искрена, не сум имала проблеми во катастар, не сум имала проблеми во јавно здравство, не сум наидувала на поголеми препреки, а не сум лик што е близок со одредени структури, така да, сакам да кажам, не сум наидувала на многу проблеми. Она што мислам дека ќе ни помогне да имплементираме одредени вредности е протокол. Ништо повеќе. Протокол и хиерархија. Како да ги следиме инструкциите кои што ќе не доведат до одредени бенефити, до одредени вредности, до одредени, да речам, позитивни резултати во секоја сфера. Мислам дека треба да следиме протокол, да знаеме што добиваме од тоа, која следи таа процедура. Ме разбира? Нешто како упатство за работа, во секоја сфера. Сметам дека многумина, како да кажам, дека успешните луѓе ги или европски, извини, те прекинав.
европските вредности, значи примена на протокол, одреден Примена, протокол. да, на одредени стандарди, на одредени протоколи. Кога тоа би го запазували и би се придржувале до тоа, сметам дека работата би течела успешно, дека би имале корист од тоа сите, не само луѓето вклучени во одредени процеси. Милчо, колку е европски протоколот во 3D? Имате ли вие упатство за работа, односно Апсолутно протокол? да, тоа е стекнато со текот на годините, искуството и нормално пазарот. Секој пазар, мислам не само збориме за продукцијата, туку и било која сфера, се има одредени барања и нормално наметнува одредени стандарди кои што вие како компанија треба да ги исполните за да бидете конкурентни и да може да дадете квалитетен производ, значи. Таа гледна точка. Тука да доаѓаме до клучното прашање дали се европеизира побрзо менталитетот на македонските граѓани или пак ликот на градот или ликот на институциите на општеството. Тоа е веќе тука не идуваме на проблем. Емпатија е точниот збор кој што Зорица на почетокот некаде на емисијата го спомна. Тоа нашиот народ го имаше како една основна суштинска особина. Чинам дека го подзаборавивме некаде по пат сочувство кон другите, кон проблемите на другите. Например, кога одиш, тоа е барем за мене некаква мала, минорна, но европска вредност. Кога одиш по елеватор, оние подвижни скали, ако стоиш, да стоиш од десната страна, затоа што овој што е од левата може има некоја работа, па побрзо треба да оди. Не, напротив, ние немаме сочувство кон останатите, кон проблемите на другите луѓе. Едноставно вака седиме, бахато, баш ме брига дали тој позади мене брза, или има некоја работа, или треба да се не дај Боже во болница, или не знам каде. Тие се работите кои што мене ми се допаѓаат во Европа. Има работи кои што нормално не ми се допаѓаат, но има работи кои што со тек на време ги стекнале. Не велам дека се попаметни од нас, туку едноставно дека имале протокол, имале казни за лоши дејанија, имале награди за добри дејанија. Тоа треба да го воведеме. Не може да се однесуваме како да сме сами на светот. Сепак овој град го делиме, оваа држава ја делиме со други 2 милиони луѓе. Така е, додека ние се европеизираме, ги учиме европските протоколи и норми, голем број европејци доаѓаат во Македонија, особено во последниот период, да ги видат новите градби, да го посетат, да го видат новиот лик, да го запознаат новото Скопје. Една од тие зданија која привлекува голем број туристи е спомен куќата на Мајка Тереза. Повеќе за тоа во прилогот на колешката Сунчица Николовска. Ова е едно од најпосетените места во општина Центар. Изминативе 5 години, речиси половина милион посетители стапнале во спомен куќата на Мајка Тереза. Овој значаен објект стана неизоставен дел од туристичката карта на Скопје. Љубопитни туристи, ученици, хумани луѓе, случајни минувачи или намерници. Вратите во спомен куќата на најголемата хуманитарка се отворени за сите. Изградена во 2009 на местото на католичката катедрала при Свето срце Исусово, каде што скопјанката Гонџа Бојаджију била крстена. Денес мемориалниот дом го раскажува животот на Мајка Тереза во Скопје и успесите на нејзината мисија низ светот. Па тука е крстниот лист, бидејќи таа е крстена во црквата која што била на ова место. Исто така имаме сари, дел од нејзината униформа и документи поврзани со нејзиниот живот, фотографии, копија од Нобеловата диплома, многу доаѓаат американци од цела Европа. А од азијскиот дел посебно многу доаѓаат од Кореја, редовно имаме скоро неделно групи со туристи. Јужна Кореја. Сака да го посетат местото во кое е родена Мајка Тереза и да ги видат фактите изложени, фотографиите за поврзани со нејзиниот живот. Најпознатата хуманитарка Мајка Тереза е родена 1910 година во срцето на градот. Во Скопје останала до 18-та година. Од тука продолжила да чекори низ светот и да им помага на сиромашните и на болните. Мајка Тереза не почнува веднаш кога заминува за Индија со својата хуманитарна работа, дури по 17 години поминати во Калкута предава училиште и подоцна почна се бави со хуманитарна работа. Почнува да помага, па не на било кого, туку на најсиромашните. Подоцна таа денес се проширува из цел свет и станува поим за хуманитарно делување. Затоа е многу битно што таква личност е родена кај нас тука на Скопје и по која сме ние познати во цел свет. Покрај изложбениот дел во куќата има простор за мисии за духовни чествувања. Се што направила Мајка Тереза направила преку католичка црква. Всушност и спомен куќата на земјиште кое е било во собственост на католичката црква.
Светот е гладен за љубов, ваков аманет остави мајка Тереза. Почина во Калкута во 87-та година од животот. 5 години по незината смрт, папата Јован Павле II ја беатифицираше, тоест ја прогласи за блажена, што е чекор до прогласувањето за светица. Го следите во живо ЕУ карванот низ Македонија од епицентарот на Скопје. Учесници се Зорица Црношија, Милчо Узунов и Рубен Смуратовски. Почитувани гледачи, ве поканувам да се вклучите во емисијата со ваши коментари и прашања преку нашиот Facebook профил ЕУ карван низ Македонија. Со нас во инфоцентарот на делегацијата се и група млади скопјани на кои ќе им дадеме збор и шанса да постават прашања за некои од вечерашните учесници. Повелете, представете се и поставете прашање. Јас сум Пироника Киселички. Имам прашање да поставам. Европа и Македонија, порта сме кон Европската Унија, но што се случува со менталитетот? Имаме повеќе обичаи и поголеми традиции од другите европски земји. За кого е прашањето? За господјата. Повели се. Да, благодарам. Не сметам дека сме ние земја со најдолга традиција или дека имаме нешто по вредни обичаи од остатокот од земјите во Европска Унија. За менталитетот, што да кажам, има многу народи што се околу нас, а се со сличен менталитет и не мислам дека тоа е лимит или дека не лимитирам. Мислам дека напротив може да направиме некаква си мрдж, фузија со она што го носиме како вредност, она што го носиме како менталитет, дека не сме лимитирани во ниеден аспект да бидеме добри европејци. Ако сте задоволни од одговорот, повелете следно прашање од публика. Јас сум Дамјан Ковенџиев, имам прашање за Рубен Смуратовски. Како според вашата визија изгледа Европска Македонија и дали во догледнина таа визија може да стане реалност? Во длабокото ме однесе, кај таму. Не мислам дека сме навистина не мислам дека сме поназад од Европа. Имаме вредности во дадениот миг кои што Европа ги нема. Менталитетот. Тоа токму такви какви што сме. Имаме вредности, има вредности нормално кои што треба да ги стасаме, кои што не сме ги стасале. Но не мислам дека ние имаме некаква задача, дека треба да имаме некаква задача и да бидеме исти, унифицирани. Убавината на човекот, на човештвото е дека сите човечки битија се најубавите. Вие сте најубавиот затоа што нема друг на светот како вас. Уникатни сме. Како што токму така се убави и сите нации, затоа што носат свој посебен единствен квалитет. И јас мислам дека баш вакви какви што сме убави. Не треба да се менуваме. Да, треба да следиме некакви протоколи, треба да бидеме внимателни, треба да почитуваме закони колку и да не ни се допаѓаат на крајот на криштата, затоа што најдобриот закон, ако не се почитува, е лош, нели? Може да е најдобар, но ако не го почитуваме, што дека? Не мислам дека сме поназад, навистина, како и да ме разберете, од Европа има едно чудо работи кои што треба да се променат, но и тие мислам дека имаат некои работи, барем кон нас, кои што би морале да ги промениме. Имам еден драг пријател, ми рече, јас сум космополит, но еве сега прво чекам да ме признаат македонец да бидам. Инаку сум. Добро, ви благодарам. Минути за нашите гледачи кои ни се обраќаат преку социјалните мрежи. На нашиот Facebook профил веќе има прашања. Да одиме со првото. Дали сте имале понуда да гостувате во некој европски театар како самостоен актер? Повторно Рубен сповели. Во европски театар не. Локал патриот сум и она девиза македонската амбициозност. Што е моје ќе си дојде. Што е лошо, нормално. А кога би имал понуда би заминал ли на привремена работа во некој европски театар? Значи актерите имаат една негативна страна за разлика од да речеме друга уметност, тоа е музиката. Музиката има универзален јазик. Актерите немаат универзален јазик. На кој јазик јас ќе говорам? На англиски, на француски, на германски. Секогаш ќе го говорам полошо и најдобро да го говорам, ќе го говорам полошо од кога што го говорат тие.
така што е прилично комплицирана работата кога станува збор за да си таму долго време и така натака. Инаку апсолутно е возбудливо да се пробаш некаде на друго место. Или барем на во некоја балканска копродукција. Апсолутно. Каде што си ги разбираме јазиците. Си ги разбираме, но повторно и таму не можеш да го... Знаете, јазикот знае да биде прилично голема пречка. Или ќе бидеш предодреден да играш... Во вашата струка хендикеп, инаку големо богатство. Да. Раде Шербеджија какви улоги игра? Се некаков источен мафијаш или добар, меѓутоа од исток да е, затоа што разбирате, јазикот е... Одиме со следното прашање на Facebook профилот. Колкаво е влијанието на македонските колумнисти? Може би ги инспирира гледачите кога Зорица Црношија ја представив како колумнист. Зорица, колкаво е влијанието на нашите колумнисти? Па не знам, имам сопруг што беше колумнист и се уште пишува. Не би можела да кажам. Постојат одредени групи на луѓе кои што може би тоа го следат, го третираат како да кажам, одреден мајндсетер или така, одредено размислување кое што повлекува маса на луѓе. Но не мислам дека вака генерално менува нешто. Тоа се само, како да кажам, разговори на социјалните мрежи или на било кои други медиуми што само кружат и можеби не менуваат реално нешто многу. Само, можеби така малку сликата за... Јас мислам дека кога би го прашале Трендо, одговорот би бил малку поинаков. Поздрав до Трендо, неговите колумни читателите со големо внимание ги зборуваат, се уште ги раскажуваат и ги читаат. Па веројатно, европеизирани сме повеќе. Во некои негови колумни пишуваше како фрламе сметот од втори спрат. Ги читавме пред некој ден. Или? Беа прилично свежи, да. Повторно се вратиме на европскиот протокол и приватниот бизнис во 3D. Колку се применуваат тие упатства за работа кога станува збор за оваа емисија? ЕУ Карванот низ Македонија, еве реков, посетивме 29 општини, ова е 30-та епизода, завршува првата сезона. Како беше да се работи на ЕУ Карванот? Колку успеавме да бидеме ние европејци во оваа емисија? Па добро, како што кажавте на почетокот од емисијата, ние имаме доста позитивни реакции. Сега не можам јас да бидам релевантен да го оценам како изгледа, тоа сепак гледачите ќе кажат на крајот, меѓутоа според оние анкети и оние разговори, впечатоци што ги имаме од публиката, може да кажеме дека доста успешно се реализира проектот, иако станува збор за доста комплексен проект, мислам. Морам да кажам дека проектот сам по себе, како што кажавте вие, опфаќа 30 општини, станува збор за патување низ целата држава, каде што сите локации каде што се снимаше караванот се доста захтевни, значи потребно е да се има линк кој што ќе обезбеди телевизиска врска до македонската радиотелевизија и не помалку туку во HD резолуција. Самиот проект опфати две работни групи, кои што едната беше задолжена да ги спреми сите прилози, анкети, да ги подготви содржините, втората е она која што е вечерва тука со нас и успешно го реализира последната емисија од овој проект. Во секој случај, ние како продукција се задржавме кон сите тие европски норми што се задолжителни, да кажам, и воедно се добри за да се добие еден квалитетен производ. Да, емисијата беше специфична по неколку нешта. Прво затоа што одеше секој четврток во живо од различна општина во Македонија. Тоа подразбира ангажман над 20 на луѓе кои со неколку репортажни возила патуваа, ја крстосуваа Македонија. Дел од екипата направи видеозапис како дел од архивите на 3D и на македонската телевизија како медиум која емитуваше емисијата ЕУ Карван низ Македонија и предлагам во наредните минути да видиме како изгледаше дел од снимањето на ЕУ Карван низ Македонија.
поздрав од Арабат и Баба Теќе во четвртата епизода од ЕУ Караванот низ Македонија, како што најави еден од денешните гости е актерот Сашко Коцев. Во ова јавување уште и податокот дека идеална дестинација е Кочани. Морам да кажам дека за Прилеп еден од заштитните знаци е шегата. Вечерва општина домаќин е Маврово Ростуше во новата технолошко-индустријска зона што ќе се гради на потегот помеѓу Струга и Охрид. Не само Кромберт и Шуберт, тука е и турската компанија Охи Груп. Овој празничен четврток ќе дознаете зошто далеку прочуената струмичка мастика се поголем број европејци од овде ја понесуваат успешната бајка и понатаму ја пренесуваат. Како градот сместен во пазувите на Осоговските планини да го фати европскиот пат. Со животот не бил доведен во прашање ниту во најкритичните мигови за државата. Она што е интересно, за 3 години, кога ќе биде готов новиот автопат што се гради во Источна Македонија, во своја непосредна близина ја има Грција, една земја членка на Унијата, а не е далеку ниту Бугарија. Душко, повели ако имаш какво да прашање. Да, ЕУ Караван прва сезона, 100 гости и речиси 13.000 километри. Милчо, долг е патот до Европа. Долг. На повидок е уште една сезона, ЕУ Караван 2. Која е целта? Па ако до сега на гледачите им представивме, значи, како во Македонија се гледаат европските вредности и како е размислувањето на граѓаните и што ќе се подобри во однос на нивниот општествената перцепција према Европската Унија, сега ќе може да видиме во вториот циклус, значи, како земјите кои што се последни влезени во Европската Унија го имаат доживеан овој процес и да ни кажат што се придобивките кои што тие ги добиле со влезот во Европската Унија. Добро, Рубенс, дали побрзо Македонија ќе стаса до Европската Унија или голем број европејци ќе дојдат и ќе видат некоја македонска представа? Па, не знам. Јас се надевам, навистина, се надевам дека европејците ќе дојдат овде, да не видат. Затоа што Македонија е срцето на Европа, сакал тоа да го признае некој или не. Сега може би во даденава ситуација не сме во ситуација да се буткаме на рака, но фактите се тие дека театарот на крајот на криштата од овие простори отиде нагоре. Така што навистина се надевам дека тие ќе дојдат прво да видат навистина што се нудиме, што се имаме и потоа да прошетаме некаде надвор да не видат и таму. Зорица, неколку пати го спомна твојот микрокосмос, сепак кое место од Европската Унија остава најголем впечаток или некој од Македонија кој изгледа најевропски? Освен твојот капиштец. Да. Па да речеме, не сум од оние луѓе кои што премногу шетале. Значи, сум била во земји од Европската Унија, ама да речеме не скоро и не
на премногу локации. Ме импресионирале неколку места. Не би навлегувала се во детали кој како што, углавном најчесто, значи, таа етика, што ја спомнав претходно, таа љубезност, соработка, пријателски однос е тоа што сочувство, да, тоа што ете така сум го доживеала, ми оставило впечаток, а во однос на дел од Македонија кој што е најевропски, нели за тоа дискутиравме. Во ред, може би многумина ќе сметаат дека Скопје е најевропски, но јас мислам дека место кој што има капацитети и кој што нуди вредности да биде европско место е Дојран. Затоа што повеќе го познавам и знам, еве да речеме, како се развива со текот на времето и мислам дека ете, ако е тоа некаква вредност, јас да речеме би го потрошила целиот свој буџет на еден годишен одмор во Дојран. И мислам дека тоа е вредност кога некој би инвестирал дел од своето време, енергија и буџет да го однесе семејството и да помине време таму, тоа е вредност. Да, наистина Дојран брзо се развива, ние него караванот го посети Дојран и комарците се европски. Да. Бидејќи ближи времето за крај на оваа последна емисија од ЕУ Караванот низ Македонија, ве молам за завршни зборови, вашата визија како го замислувате Скопје, нашата Македонија по 10 години од денес. Рубен Сповели. По 10 години од денес, па навистина да бидеме што е можно посрекни сите, да бидеме поработливи затоа што не мислам дека сме доволно работливи, сите чекаме работата да дојде, а не одиме да ја бркаме работата. Тоа би требало да биде девизата. И дали ќе бидеме во европското семејство или не е значајно. Ако ги достигнеме квалитетите вредностите кои што ги нуди ЕУ, тогаш зошто правно формално да бидеме таму. Милчо. Па јас мислам дека сме на добар пат и за 10 години Скопје го гледам во Европска унија како и цела Македонија. Зорица? Јас не гледам толку далеку. Само сметам дека перспективно треба да обрнеме повеќе внимание на тоа како живееме, во смисла колку сме еколошки свесни. Мислам дека тоа е еден голем недостаток на нашето општество, тоа ниво на свест околу екологијата, што живееме, што конзумираме, со што сме обкружени. Мислам дека тука гледам простор за поголем напредок во наредните 10 години. Ви благодарам многу за вашите размисли, ставови и за учеството во денешното финале од Европскиот караван низ Македонија. Почитувани гледачи, екипата на ЕУ Караванот во 2015-тата нема да биде како оптимистите кои ги спомнавме во вечерашната емисија и нема да чека да си дојде она што е наше, туку ќе тргне по турнеја во новите земји членки, ќе посети десетина земји членки на Европската Унија од последно зачленетите и ќе се обиде да пренесе дел од нивните искуства и да ги примени овде протоколите, нормите, оние европски стандарди за живење. Ви благодарам многу за вниманието во изминатите 30 емисии. Ви пожелувам добро здравје и убаво да си поминете за празниците. Пријатно.